Малесија. Да, Малесија. Каде се наоѓа таа? Во југозападниот дел на Република Македонија, поточно на левиот брег на Црни Дрим, во пазувите на планинските масиви Стогово, Караорман, Слаба планина. Кога тргнавме на пат и кога стигнавме во Струшко-Дебарскиот регион, се разбира, мнози напрашавме како да стигнеме до оваа област. Не знаеа да ни кажат точно каде се наоѓа, односно, кои се нејзините природни граници, кои села се распослани на тој простор. Некои велеа дека Малесија започнува лево од хидроелектричната централа во Бочица. Други од Струшкото поле, од селото Збажди. Се обидовме да дојдеме до првото најблиско село, од планинскиот масив Караорман во селото Селци. Не погрешивме. До селото води криволес планински пат, што срамежливо се пробива по клисурата на селичката суводолица, покриена со дабова, багремова и лескова шума. Џиркајќи од време на време од возилото, гледаме лево и десно во клисурата, прекрасното што го создала природата. За да стигнете до првото село во Малесија, во селото Селци, пред се треба да ви се погоди времето, да имате добро припремено теренско возило и се разбира снаодлив возач каков што е нашиот Петко. Додека ги слушавме машината, која неуморно брефта, тропотот и движењето на тркалата на джипот, со неверојатната умешност и контрола врз воланот на нашиот Петко, сваќаме дека овде бил неколку пати, а не прв пат. На шега додаваше, петок му бил најсреќниот ден за возење во седмицата, па бога ми и не почувствувавме потешкотија, кога и го минувавме планинскиот пат долг 7 километри на надморска височина од 1000 метри. Од време на време застанувавме да ја гледаме убавината. Подолго време останувавме кај патоказот што го поставиле селаните, за подобро да се ориентираме. Зад дабовите, лесковите, багремовите повеќегодишни стебла, прво не забележува селото Селци. Попатно, додека се пробивавме до селото, никого не сретнавме, со никого не помуабетивме. Во мирната тишина ги слушавме песните на птиците, жуборењето на планинските потоци и тивкото ветре. Конечно, по неколку часа распрашување, договарање, стигавме во Малесија, во селото Селци. За среќа во селото не бевме сами. Таму не пречека 80 годишниот Вангел. Иако ги имаше 80 години, на лицето му бликаше младост како човек од 50 на години. Селото Селци, Селци го викаме, ние не Селце, затоа што имат и друго Селци, ами овие Селци се викат нашето село, село Селци. Настанокот му е од неколку, да речеме, вамо долу имаме едно место кое се вика Долно село. Од тоа Долно село некогаш кога било, кога постоело, се населиле вамо горе дошле луѓето. Па како што ви реков, Реска и од Слајло и од таму неколку фамилии. Така да е заселено, а спрема ова што ја знам, значи годињето кога се населило селово има доста години. Затоа што во времето на турското нашето село не давало оние дрвенџи. Дрвенџи не давало, немале доверба турците во селаните наши. И сметале како дека се лоши луѓе, дека се така, знаеш, непослушни. И на тој начин не давале дрвенџи. Постанокот, да речеме, веќе точно ја не можам да кажам, ама сигурно над 400-500 години имат. Исто така се населени од поќе места. По моje знаење што ни кажале старите, да речеме, ние сме дојдени од Вучитрн, нашава фамилија. Ево овие, да речеме, се од Куманово, така да се прибирани од поќе места и така е
заселено село и исторено Врчине. Луѓето најпоќе овдека живеа со фурнаџилок, со печалбарство. Со стока многу мало се занимавае. Неколку фамилии што имае по повеќе стока, така да се занимаваат, али во главном е бидено печалбарско село, најпоќе како фурнажи. По еден податок, ја што знам, во 900 година бројало 151 куќа. Тоа ми е покажување. Меѓутоа, по моје знаење, негдека 120 куќи. Демеки сега да ги избројам што биле во времето, 120 куќи. Денеска, како што гледате, овие се све обновени куќарчиња. Ретко имат стари, стара куќа имат овие крсте, па ние старата куќа, ние таму на чешмата, ако видовте, таму се браќата мои. Луѓето почнеа негдека, барем ја су одселен од овдека фамилијарно, порано, али фамилијарно 52 година сум одселен од овде. А инаку сите други, кои 50-та, кои 55-та, 56-та, нарочито 56-та година најпоќе почнеа да се селе луѓето. Така да остане овдека, речи си Ич. Последно остана еден стар човек, Трпен Ниновски се викаше со жена му, чуваше малу стока тој, некој 200 глави овци чуваше. Се занимаваше одредено време, дури мојаше, кога не видеото не може, и тој продаде и си замина овде. Целово село славеше Свети Никола со исклучок на 4-5 куќи. Другите сите куќи славеа Свети Никола. Ние од селата, од Локов, од Држаново, од Бажди, така на гости. Се славеше исто и Танасовден, меѓутоа Танасовден многу помалку, затоа што како кулбан, како што ви реков, и се собирае поќе јаганца, овниња носеја, луѓето се веќавае. И така се правеше тој ден. Исто така и Спасовден го славевме. На Спасовден се креваја крсти. Се одеше околу селото све. Од овде ќе појавне горе имате на Црквуле мало, Свети Димитрија. Теа скоро рече си не е како што треба, не е направено. Таму ќе се пособеревме, од тука попот, ние сите деца со крстите околу селото, докон мужина време и назад. Оданде имаме, се вика Свети Спас, Каршија селово, таму Креснец се вика. Таму одевме, таму се готвеше, јадење се ставјаше и тој ден така завршуваше, Спасовден. Селото Селце е познато и по нешто друго. Овде е роден Војдан Чернодрински, но за жал од неговата куќа ни камен, ниту трага. Пред црквата се наоѓа споменикот на поп Јован, кој во 1943 година овде го завршил долгиот живот. Потекнува од Слана Дебарце. Учесник во Илидеското повстание, осуден на 101 година затвор, депортиран во Анадолија, а може би се сеќавате на филмот Најдолгиот пат. Попот во филмот е токму овој селанец од селото Селци. Тука ми е многу мил животот, пошто се наоѓам во моето родно место, заедно со моите другари, пријатели, живееме убаво тука. Едино тешкоти е тука немаме пари ние. Општината не ни помага. До сега све што е направено, мостовите, тие два мостови што се направени со средства од селото. Школото старо што беше, и тоа е направено тука со селски пари, што се збирале, се работало ударнички, само да се направи нешто. Ако тука се направи нешто, да имат и продавници и други работи, да речеме, тога луѓето може би се повратиле назад. Би живееле тука,
Младите имаат интерес, деца доваѓаат доста преку летото и тука е многу убаво во ова природа да се живее. Па сега, јас ако би бил на тие години кога заминав за Скопје 54-та година, не би отишол во Скопје, него би останал тука да работам. Ама сега, пошто годините веќе одат и не можеме да само да им препорачаме на младите тука ова убавина што е природа кај нас да доваѓаат. Иначе ние и со шума, и со ливади, и со вода многу е богато нашево село. Мало луѓе сме и се осеќаме како несигурни. Затоа што во последно време се почне, како што знаете, почне да се појавуваат и вакви такви луѓе недомаќини. И од тие, ево, ја да ви кажам право, пред 10 години, во кое време да дојдев овдека, 5 пари не дав и сам да бе во селово. Не се плашев. Сега веќе е поинако. Меѓутоа, пак се собираат, еве, Карсте дошло, Вангел дошол, Васик дошол, ово, така се... Сепак летно во време имаме друштво. Имаме. Некои пензионери, некои помлади луѓе, еве долу имавме едни 20 сега, тие се помлади дојдени тука, си поседваат, се занимаваат со некоја трговишче, вамо тамо ќе појат струга, ќе се вратат назад, ќе појат Скопје и така. Животот течит. Меѓутоа, ти реков, секојаш е поубав кој имат повеќе луѓе. Луѓето која се осеќаш посигурен. По неколку часа престој се поздравуваме со Вангел, Крсте, Славе, Васил, единствените жители во летниот период во ова село и се упатуваме во селото Буринец. Од селце оддалечено 4 километри, а се наоѓа во планинскиот масив Караорман. Но само на 2 километри поминат пат се потврди нашата констатација дека за да ја посетите Малесија и нејзините раселени села, треба да имате добро возило. Тоа му се случи на локовчанецот Павле Стојковски. Не останавме рамнодушни, му помогнавме. Попатно, додека ја проверувавме затегнатоста на сајлата, стигнавме до некогашното Лесковско поле. Овдека се до 60-тите години се сееле жита и се косело сено, а денеска е прекрасна полјана. За разлика од Селци и Буринец, Локов е посиромашен крај со води богатства. Патот што води до Локов ја има истата слика како и другите патишта во Малесија, планински, непоправени, проодни само во пролетниот и во летниот период, а во доцна есен и зиме снегот овде знае да достигне височина и до 1 метар. Убавината што Малесија може да се види само од Локовската чука, падина, што се наоѓа на 1350 метри надморска височина, а одовде како на дланка се гледа панорамата на Малесија и на сите малесиски села. Најмногу не интересираше од каде името на областа Малесија. Името Малесија, јас не знам точно колку, од каде е добиено. Иначе ова Малесија, после ослободувањето, тоа име произлезе. Така да читав и еден дизертација докторска Црногорец на Дрането и тој не спомнува од каде е добиено името Малесија, само пишува на книгата за Малесија. Во овај дел на Малесија припаѓаат 8 села. Тие се Глобочица, Брчево, Присовјани, Збажди, Ажаново, Локов, Селци и Бурнец. Во порано, јас се сеќавам многу добро, животот беше многу тежок и све од тука се патуваше
пешки до Струга и назад. Скоро секоја сабота мораше се поиде да се набави намирници за живење и да се врати назад. И превозот беше со коњ. За овај дел на Белчевска мала, ова е Белчевска мала, најповеќе живеа нарочито Локов, тоа нешто се занимаваше со земјоделие, бидејќи теренот му е таков, да може нешто да се произведува. Најповеќе се садеше рж, компири, пшеница, дел. Пченка не се садеше заради тоа што е сушно местото, нема доволно вода. И ради тоа се саде тие култури. И друга занимавка од земјоделие беше сточарството. Како основно занимање на селото, секој скоро во селото држеше обавезно дзевгар волови, обавезно по 20 на овци, и така да во овај дел живее негде околу 500 грла говеда. После ослободување, ова село за време ратот изгоре. Прв дел изгоре Белчевска мала, после другава мала Селска мала изгореа двете, и така останавме без домови, останавме и без стока, затоа што се изгуби стоката во тоа време. И почна после обнова на селото. Селото се обнови 45-та, 46-та, скоро секој домаќинство и куќа имаше направено, државата помогна, многу помогна. И се направи секој домаќинство и куќа имаше. Со изградбата на централава во Глубочица се пресече патот за Струга. Од другава страна беше многу далеко и не прилагоден пат за наши услови. И почнаа луѓето да варат патишта за живот, а и друго беше, и паролата беше таква, дека индустриализација на земјата, со тоа и запослување во тие фабрики и установи во градовите. Градовите почнаа да растат и сите работи. И нормално секој одеше на подобар живот, кај има подобар живот, тука да се насели да живее. Луѓето фатија разни правци. 46-та година имаше и 45-та, 46-та имаше колонизација. Отиде голем дел од населението, скоро 20 куќи отидоа во Јабука, во Србија, Војводина. Еден дел отидоа во Прилепско, Новолагово, тоа е цело село од селани од Локов, оформено село, тука живееле далматинци, па после си заминале тие, наши го населија. А другите што беа останати 60-та година со затварање на патот, кој каде се снајде, голем дел сме поидени во Струга, меѓу нив и јас сум, во Струга живееме, и во Скопје има доста. Јас во Струга, а родителите мои и браќа ми во Скопје се сега, и таму живеа. После тоа, после 20-30 години, селово почна пак да живнува. Секого го копкаше да се врати во родниот крај. И денес, еве, ова село пак има негде 40 куќи направени нови, а тие ако беа 45-та, 46-та градени, куќи скоро све се поништија, паднаа сами, времето ги пропасти. И денес истите куќи скоро се обновени. Патот е најосновната работа што во селово недостига. Затоа што сами дојдовте, видовте каков е патот и видовте како може човек да помине. Кола од 2-3 години не можеш повеќе да издржи за да иде тука. Да. Може би се прашувате како е можно во литературата да сретнете податоци дека Малесија е раселена, а имаме по неколку жители во секое село. Одговорот би бил, тоа е така наречена дневна миграција. Овдека се само пензионерите, а најмногу луѓе ќе видите за некои селски слави како што се Света недела, Преображдение, Петровден, Свети Илија, Голема и Мала Богородица и други. Ова е црква Свети Спас.
Правена е 32 година, 34 е светена, 32 е правена. 34 е светена, тоа го знам. Покажување на мајка ми, дека тога јас сум се родил и тоа црква била светена. А друга црква имаме Преображение. Тоа црквуле се наоѓа таму горе. И тоа е добро направено и тоа е направено и ова црква е реновирана, ланска година е реновиравме самите селани. И ова го правевме камбанериево тука со помош на парите од црква и помош на селаните. И истото цркуле Свети Преображение горе е правено со наши пари, а и Света Петка таму се хранува луѓето и таа е правена со пари. Е све реновирано после негде од 80-та година навака. Како што велат нашите домајкини Вангел, Крсте, Миđo, Славе, Павле, некои стручњаци за рурални подрачја предлагале селата во Малесија и преостанатите селани да бидат собрани во еден рурален центар, а тоа е при Совјани. Добра идеја додаваат, но мошно тешко дека ќе се реализира, зашто селаните од селата во областа Малесија нема да дозволат Малесија да биде заборавена. Зашто се надеваат дека овие села ќе живеат и дека поубаво од родното место, од татковото огниште, од родниот прак нема никаде. Каде и да се наоѓаат селаните од Малесија, ја носат во своите души.